Брат Лазо, имајќи го во предвид тоа дека денеска ќе имаме избори, цела недела ме опоменува и ми вели само пократко, гледај намалија проповедта. И со право тоа го кажав, затоа што јас знам да си земам повеќе од времето кое што да кажам, ете, на некој начин е дозволено да си земам повеќе. И ако нешто сгрешам или не доволно се дообјаснам, знаете дека кривицата е кај него. Денеска сакам да размислуваме и изборуваме за пророкот Јона. Имаме слушното, нели? Имаме читано, не класично, 10 поенти, 10 точки врзани за животот и работата на пророкот Јона во 3 и 4 поглавје. Тргнуваме веднаш заради времето. Прво мислев да читам 2 глави наеднаш, но го сменив тоа во последен момент, че читаме стих по стих. Го читаме првиот стих од 3 глава. Таму пишува: Господовото слово му дојде втор пат на Јона и му рече. Но пред тоа, ќе ги поставам многу прашања во текот на оваа проповед. На тие прашања на сите нема да ви дадам одговор, ќе ви дадам на некој од нив. А некој ќе ви ги оставам на вас да размислувате. Во некои прашања јас ќе поставам само предпоставки. Моje мислење, не некоја доктрина. Некој поради тоа можеби ќе ме осудат, некој ќе кажат дека сум премногу слободоумен, но јас сепак на повеќето прашања нема да дадам одговор. Првото прашање кое ќе го поставам е од овој текст. Читаме уште еднаш. Господовото слово му дојде втор пат на Јона и му рече. Што вие овде може да издвоите од овој текст? Што можеме да издвоиме? Кој избор? Така е, точно. Втор пат. Што тоа значи? Има ли човек кој немал 2 прилики во животот? Има ли момче кој што немало 2 прилики да се ожени? Или девојка 3 прилики да се омажи? Ретко кога. Има ли човек или верник кој немал 2 прилики за покаяние? Овде пишува втор пат. Но во нашиот живот, драги браќи и сестри, постојат многу прилики кои што Господ ни ги дал на нас и на луѓето. Овде на вистина кај Јона е втор пат. Бог го повикува втор пат Јона. Но она што сакам да го приметиме кога размислуваме за тоа, кога ја слушаме Божјата реч, кога нашето срце е стегнато, кога нешто се бара од нас, кога имаме лоши односи со семејството, па и со црквата, Бог не прашува и кажува: ти давам втора шанса. И со таа втора прилика, ако он или јас оди длабоко во својата свест, тој ќе разбере што тоа значи и која е таа порака од Бога. Многу пати имам слушното и се сеќавам исповедања на двајца млади, посебно кога јас дојдов во црква, кога се обратив, кои сега не се тука во црквата, а ме застанува и зборува со мене тогаш во почетокот. Ова му се случи на мојот другар. Она му се случи. Јас веќе не сакам во тоа друштво да одам. И што направи? И го сврте грбот на црквата, излеваше и истата вечер седеше со истото друштво. А таму нешто порано Бог му го спасил животот. Одиме понатаму. Вториот стих. Стани, оди во Нинивија, голем град, и прогласија проповедта во него, што ќе ти ја кажам или речем.
Овде е една друга поента, драги браќи и сестри. Што човекот проповеда? Што проповедаш ти, драги брате и сестро? Што проповедаш? Што проповеда еден проповедник на црквата, што проповеда старешината? Што проповеда еден обичен верник во црквата? Драги браќи и сестри, за жал, мојата констатација, многу често не го проповедаме тоа што Бог го кажува. Проповедаме своја идеја, свој поглед на светот, свој став, свој однос кон работите и кон другиот, свое разбирање на Евангелието. Бог му кажува на Јона, не оди ни лево ни десно, проповедај го она што ќе ти речам, што ќе ти го кажам. И благо на оној човек кој разбира, кој доаѓа во ситуација да може да го проповеда она што Бог му го кажува. За некој да би проповедал она што Бог му го кажува, он мора да биде, драги браќи и сестри, на едно ниво да го слушне Божиот глас, односно Светиот Дух, гласот на Светиот Дух. Тој мора да биде во ситуација Светиот Дух, со Светиот Дух да комуницира и да му ја пренесува пораката на оној кој што треба и онаму каде што е пратен. Често луѓето го проповедаат она, прежеска зборувавме во библиската полога, она што го проучиле сестра Маре, сосем поразлично од она што го кажавме таму. Често го проповедаме она што сме го научили или проучили, а не она кое што Бог преку Светиот Дух сака да ни го каже во вистинска смисла. Често проповедалната е арена на знаењата. Често проповедалната е место на театралност за да се каже кој сум јас и што сум јас. Бог му кажува на Јона, да, ти си пророк, оди во Ниневија, проповедај она што ќе ти го кажам јас. Само она што Бог го кажува му носи на човекот резултати, драги браќи и сестри. Само она што Бог му кажува на човекот да проповеда има смисла и има вредност онаму каде што ќе се каже. 3, 4 и 5 стих ги читаме. Јона стана и отиде во Нинивија, според Господовото слово. Нинивија беше многу голем град, 3 дни одење. Јона кога почна да влегува во градот ден одење, проповедајќи велеше, уште 40 денови и Ниневија ќе биде уништена. И ниневијците поверуваа во Бога. Огласија пост и се облекоа во вречиште, сите од најголемиот до најмалиот. Нова поента имаме тука. Кога еден пастор патувал и таму во Калта сретнал човек кој бил пијан. И пијаниот извикнал, пасторе, пасторе, помогни ми, покрени ме, ти ме обрати. Овој пастор, проповедник, слегнал од коњот и му рекол, затоа што јас те обратив, ти се наоѓаш тука. Овде, токму тоа го сретнуваме, драги браќи и сестри. Кога луѓето ќе поверуваат во човекот, ја напуштаат црквата. Кога некој проповеда она што Бог не му кажал, и луѓето поверуваат во човекот и на тоа што го кажува човекот, тогаш е многу голема веројатноста една ден тој човек да ја напушти црквата. Кога пасторот проповеда и ги врзува луѓето за себе, за својата фигура, за својата личност, за својата, да така кажам, харизма која што ја има, јас сакам да кажам дека има пастори што јас со задоволство ги слушам. Да погрешно да не се разбереме. Но има пастори кои што на себе сакаат да привлечат внимание.
Но сепак, вразувањето за човекот, за себе, од било кои причини, свесно или несвесно, донесува пропаст. Еден пастор кажува, имав пријател од Штутгарт. И еден проповедник беше во тоа време атракција. Он проповеда во Штутгарт, тој мој пријател оди таму. Он во Минхен, овој оди таму. Он во Белград, еве го тој од Германија таму во Белград. И јас му кажувам, пријателе, што цело време го следиш? Ги имитира, вика, кажува дури и неговите покрети, неговите изрази и така натаму. Сакам да го слушам. Еден ден ќе ја вкусиш горката пилула на тие следења, му рекол проповедникот. Не! После 30 години дојде и ме преграна. Пријателе, како ти тоа го знаеше? Знаев. Ниневјаните му поверуваа на Јона. Не. Што пишува? Ниневјаните му поверуваа на кого? На Бога. На Бога. Нашето проповедање, било кога и каде да е, да тече така, да луѓето поверуваат во Бога, драги браќи и сестри. Она што ние го изнесуваме во име на Бога. Имаме уште една ситуација. И Аврам поверува во Бога, и тоа му се зема за правда. И ниневјаните поверува во Бога, и тоа им се зема за правда. Следниот текст е многу интересен. Кратко ќе се задржиме на него. 6 стих. Словото стигна до царот на Ниневија. Тој стана од престолот, ја соблече плаштеницата од себе, се облече во вречиште или во кострет во некои преводи и седна во пепелта. Дали овде гледате нешто необично? Каков цар бил во Ниневија? Царот како бил? Верувал ли во Бога? Или не зна божачки цар бил? Браќи и сестри, дали некоја сте застанале покрај овој текст? Моето прашање е следното. Дали ваква приказна сте нашле кај било кој друг јудејски или израелски цар? Кога Илија влегол во дворот таму на царот Ахав, мислам беше, да, Ахав. Ахав сакал да го погуби, нели така? Кога пророкот Исаја влегол во домот на царот Езекија, што му рекол Езекија? Ке дојде ли во мое време зло? И што му одговара? Нема да дојде. Се заврате, вели, на другата страна и му кажа фала на Бога, ке пројде само покрај мене тоа зло. И завршена работа. Овде се 4 глаголи во овој текст. Стана од престолот. Второ, ја соблече облеката. Трето, облече кострет или облека од камилови влакна. Седна во пепелта. Не зна божечки цар. Ова е слика на покајанието, драги браќи и сестри. Некои луѓе и кога ќе се обратат, го донесуваат својот собствен престол тука, во средината, во црквата. И тој собствен престол го воздигнуваат што е можно повисоко и бараат обожавање внатре во црквата, во црковната средина. Бараат да им се поклонуваат, бараат да ги обожаваат, бараат нивните зборови да се почитуваат до крај. Сакат да господарат и да заповедаат. Ако пасторот, драги браќи и сестри, на проповедалната ја покажува вредноста на својот часовник, тој не треба да проповеда. Тој е човек на престолот, драги браќи и сестри. На престолот на величината или големината. Ако човек доаѓа во црква со автомобил само за другите да ја видат марката на автомобилот, не треба да доаѓа тој тука. Немој местото тука. Го промашил мотивот и смислата на сето идење во црква.
Он може да дојде, пазете, со најскап автомобил, но само ако неговото срце е меко, понизно, променето и поразлично. Да не опишуваме сега историјата, но Асирија била моćно царство. Таа била зачетник на Вавилонското царство покасно, ако добро пратиме. Имале прва култура, имале навистина импозантна, да така кажам, управа и војска и биле посебно познати по нивната суровост. Во царските сали, кога се примале званични лица, сликите таму биле изработени на најгруп начин во салата. Слики од луѓе кои им ги сечат главите и како се убиваат вазалите и водачите на покорените народи. Тоа можеле да видат тие кои што доаѓале да го посетат царот. И како ги ставаат на ексери, како ги бодат на кол и така натаму. Турците не биле тие кои што го измислиле она на колци да ги набиваат луѓето. Историјата кажува дека тоа биле асирците. И вака зборувале: ако не бидете послушни, не директно, сликите тоа им зборувале на тие што доаѓале на посета кај, ако не бидете послушни, ова и вас ке ве снајде. Тоа било слика или порака, ако не слушате, тоа ве чека. Но погледнете го царот, слегнува од престолот, ја се облекува облеката, облекува кострет и оди во пепелта. Немате во Израел таков човек, а бил цар. Уште нешто. Следниот текст зборува. Читаме, 7 и 8 стих. Тогаш по одредбата на царот и на неговите големци се огласи и се објави во Ниневија. Луѓето и добитокот, говедата и овците да не вкусат ништо, ниту да пасат, ниту да пијат вода. Туку и луѓето и добитокот да се покријат со вречиште, да повикуваат силно кон Бога и секој да се одврати од својот лош пат и од насилствата што се во нивните раце. Современите политичари, колку јас, толку колку што пратам, се обидуваат на своите нации, на сите нации, да ги воведат, да така кажам да така наречам во една фаза на колективна национална одговорност. Тоа е проблемот и со нашата држава, ако добро пратиме. Но Библијата тоа го негира во овој стих. Што пишува тука? Да се покријат, да повикуваат силно кон Бога и секој да се одврати, секој, поединечно, од својот лош пат и од насилствата што се во нивни раце. Библијата тоа го негира. Секој нека се покаи, секој е одговорен за сопствениот грев, драги браќи и сестри. Сопствената неправда која што ја направил со своите раце или со својот збор. Пред некое време разговарав со еден млад човек кој што не е припадник на нашата црква, а е антитринитарец. Или оној кој што е против тројството, да знаеме по. И тој вика: адвентистичката црква падна, а ние сме покрет. Може би, му велам. Но тој не го разбрал фактот на индивидуалната одговорност, драги браќи и сестри. Поединецот паѓа. Иако таму на едно место пише и цели цркви. Поединецот паѓа. Било тоа да е водач, било тоа да е проповедник, било да е старешина или обичен верник. Поединецот паѓа. Сестра Вајд кажува дека Христос му се заколнал на Отецот, дека црквата ќе ја изнесе пред престолот чиста и без мани. Чиста и без мани, почнувајќи и составена од поединци кои што се држат вистински до Словото Божие. И така нема да пропадне. И овде еден текст кажува: нека го презиваат што вели, нека го повикуваат како Бога. Како?
Силно Бога. Што тоа значи, драги браќи и сестри? Дали некој сте присуствувале таму каде што луѓето го повикуваат силно Бога? Или ретко е тоа наше искуство? Или молитвите се некако млитави и млаки, тивки? Или во неволја како го повикуваме Бога? Силно. Да го повикуваме Бог силно, драги браќи и сестри. Го можеме ли тоа? Следниот пример или дел од нашето размислување, сега ова најинтересниот дел, барем за мене, Јона не ја разбрал Божјата милост. Јона никогаш во современи услови не би положил испит на теолошкиот факултет, односно приемен испит не би положил. Зошто? Кога комисијата која го прима на факултетот ќе ги погледне неговите карактеристики, бегал, работел ова, работел она, не бил послушен и така натаму. Нема да положил. Во тоа време постоеле пророчки школи, и тоа на Северното и Јужното царство. Веројатно, Јона завршил некој од тие, сега ова е моја предпоставка. Ова не го пишува во Библијата. Веројатно Јона завршил од тие некои пророчки школи кои што постоеле во тоа време. И тој е писател на овој текст на Јона, книгата Јона. Јона е самиот писател. Пишуване на староаремејски јазик. Друго кое што попат сакам да го кажам, тоа било во првата половина од 8 век кога тој делувал. И погледнете сега како пророкот реагира. Погледнете сега. 4 глава, 1 стих. Како реагира? На Јона му беше многу криво и се налути. Многу криво и се налути. Народот се покајал, Бог покажал милост и ги помилувал, а Јона што? А на Јона не му беше мило. Елен Вајт кажува на едно место, ревнувајќи за својот углед, ја изгубил од вид вечноста. Ја изгубил од вид вечната вредност Јона. Е тоа и наша болка, драги браќи и сестри. Кога ќе се сретнеме во средината во црквата, човек кој што ревнува за своето его, кој никогаш не го совладал, но кој не можеш да му застанеш, да така кажам, на сенката. Секојаш бара да му се поклонуваш, да го поздравувате, а ја губи од вид вечната вредност. Овде Јона бил проблематичен, токму во ова нешто. И цела моја приказна, во која размислував за Јона, беше многу повеќе на тоа дека Бог, спасувајќи ја Ниневија, го спасувал или го спасил и Јона. Тој отишол во Ниневија необратен, драги браќи и сестри, Јона. Иако бил пратен од Бога, необратен отишол. Предпоставувам, и сега ова е моја исто предпоставка, дека Јона имали група советници. Група советници. Не било тоа сега, не му така му текнало, јас бегам за Тарсис. Тарсис бил 3 пати по-далечен од Ниневија. 3 пати. Откаде не му таа идеја да бега таму? Еве тоа индиректно се докажува во овој текст, тако добро. 4 глава 1 и 2. На Јона му беше многу криво и се налути. И му се помоли на Господа и рече: "О Господи, не го ли зборував тоа што уште додека бев во својата земја?" Не ли го зборував ова уште додека бев во својата земја? Откаде не му таа идеја да бега, рековме, значи.
На кој тоа он му го кажувал ова? Нели го реков? Тоа уште, како пишуваше? Додека бев во својата земја. На себе или на некоја група? Јас тоа никаде не сум го читал, драги браќи се. Само извлекувам некои кои што може да бидат некои работи. Не сум нашол ниту во коментари никаде. Но дозволете ми малку да маштам. Нема да излезам многу од она вистината која што ја имаме. И она имал група на луѓе под наводници црковен одбор. И им кажал вака: браќа, добив позив да одам во Ниневија. Знам дека Бог е милостив, ќе отидам таму, ќе проповедам и Бог ќе се смилува. И нема да биде онака како што јас ќе кажам. Што ќе биде тога со мојот углед? Што ќе биде тога со мојот авторитет? Друго, што мислите вие ако сите тие се обратат луѓе? Како ние ќе ги примиме во нашата заедница во еврејството? 120.000 членови. И еден од советниците кажува: не, тоа не е можно, не е можно. Тие не се по прописите и се прерано крстени. Па што да правиме, прашува Јона? Бегај. Немам пари. Знаете ли колку било пат тоа од тамо од Јопа па до Тарсис? Патување и средства требало. Немам пари, ќе собереме. За својот пророк сечка ќе сториме. И тоа направиле. Ова никаде не сум го читал. Ова е само машта или нешто што може да биде, рековме, драги. Јас не верувам дека тој сам одлучил. Затоа што тој кажува: не реков ли јас? Може би и на Бога му кажал, но не верувам. Ова е прв пат во Библијата се спомнува како да го повикува Бога. Сигурно имал некоја група со која што се советувал. Сега она што е поентата на ова проучување денес. Јона и се спротивставува на Божјата милост. И овде кажува: зошто знаев дека ти си, што пишува? Милостив и добар Бог, и дека се сожалуваш на несреќата, спор на гнев и богат со милосрдие. Каде он тоа го научи? Каде го научил Јона тоа? Од Петокнижието, од пророчката школа, драги браќи и сестри. Го учеле таму него. Јона кажува каков е неговиот, каков е Божиот карактер. Милостив, жалостив, спор на грев, богат со милосрдие и така натаму. И он знае, ако проповеда, Бог ќе се смилува. И што ќе биде со него тогаш? А разбираме ли поентата сега, драги браќи и сестри? Разбираме ли? Знае каков е Бог он, дека е милостив, спор на грев и така. И сега Бог му вели: одете, каже му на Ниневија дека ова ќе ги снајде. Сега Бог е милостив, па мојот пророчки збор нема да важи. Ако Господ ова го порекне моето. Правенедно кажувам, па после Бог е милостив. И он знае, ако проповеда и Бог се смилува, што ќе биде со мојот углед? Најголемиот проблем кај луѓето внатре во црквата се ствара кога луѓето, драги браќи и сестри, имаат преголемо его на необратен човек. Кога тоа нивно лично суштество во нив доминира. Кога морате да го чистите патот за секоја нивна сенка која што оди. Овде бил проблемот кај Јона. Сериозен и длабок проблем. Ова може да биде и мој и ваш проблем. Колку пати тоа его, драги браќи и сестри, доминира внатре во семејството, внатре во некоја средина, внатре
во црквата. Ке земам збор, па не знам да прекинам и да престанам. Ви се имали случайно нешто слично такво? Кога сме толку самоуверени, па и не гледаме дали некој го интересира тоа, ние зборуваме или зборуваме. Не можеме да сопреме. Толку сме самоуверени дека е тоа така. И сега гледајте ги неговите молитви. Третиот стих од 4 глава читаме. Сега ти се молам, Господи, земи го мојот живот од мене, зашто ми е подобро да умрам, отколку да живея. Подобро да умрам, отколку да живеам. Јас не знам дали тука бил Јона искрен. Погледнете колку човек може да отиде далеку, драги браќи и сестри. Бог спасува еден град, една нација, еден народ, а тој му замерува на Бога и на Божјата милост. Боже, што вели? Земи го мојот живот. Боже, земи ја мојата душа. Подобро е да се умре, отколку да се живее. Наместо да се радува на Божјата милост, што им опростила на ниневјаните, тој им дал место на своите чувства, себичност и горделивост. Голема е разликата, драги браќа и сестри, во околностите во кои Јона сега се моли на Бога и претходно кога се молел, каде се молел на Бога? Каде? Во претходната глава. Каде? Во рибата. Колкава разлика било тогаш и сега. Тогаш се молел за шо? Јона, за живот, за живот. А сега за смрт. Тогаш бил понизен, а сега гневен. Колкава е разликата ако го споредува, драги браќи се, Јона и Мојсей. Сте направили ли таква споредба? Мојсей покажал дух на што? На само одрекување и бил спремен што? Неговото име да се избрише од книгата на животот само за неговиот бунтовнички народ што да живее. А Јона лут и обесхрабрен, лут на милоста на Бога. Каква разлика? И сега уште само 2-3 детали. Господ одговори и го прашува: дали е добро што се лутиш? Постава прашање на Јона. Дали е добро што се лутиш? Често Бог на нас ни го кажува ова, но ние како да не го приметуваме тоа. Дали е добро тоа што го работиш? Ни вели Господ. Многу пати. Во книгата за Јов стои во текстот: во сон во ноќна утвара, кога тврд сон падне на луѓето, Бог му зборува на човекот колку? Еднаш, 2 пати. За да би го одвратил човекот од пропаст и патот негов од смртта. За тоа треба, драги брате и сестро, да дораснеш, да дораснеме, за да го чуеме тој глас. Духовно глувиот не може да го чуе, да го слушне тој глас. И без разлика што овде кој зборува и што се зборува, кој проповеда, некои духовно осетливи сензори ја примаат речта Божја од тука, а другите излегуваат незадоволни, ништо не рече, ништо не кажа. Не ти било срцето, Миланчо, отворено да го примиш тоа. Не го цениш човекот, можеби, кој што проповеда тука. Донесуваш погрешна одлука во својот живот, да не го слушаш тој кој што можеби не ти е по терк.
5 стих, 4 глава. Јона излезе од градот и седна на исток од градот. И си направи таму колиба и седна под неа во ладовина, додека не види што ќе стане со градот. Ужио човек. Како ќе се уништува градот? Јас ова го споредив и го најдов во црквата. Зошто Јона излегол према исток да гледа од градот? Зошто? Да го гледа градот. Што мислите? Избрал по моја најдобра позиција, така во првите редови, да така кажам во театарот, да гледа што ќе се случи со градот. И тоа на некој врв, на некоја планина, височинка така, да види како огнот ќе падне во градот и се ќе поништи. И чека. И што подолго чека, станува се понервозен, повознемирен. Нетрпелив. Нервозата во него расте и се повеќе се буни против Бога. Зошто? Зошто се буни против Бога? Не требаше да доаѓам, зашто тоа се случи, затоа што тоа што ќе се случи, мојот углед ќе биде згазен. Јас веќе не представувам авторитет. Јас ќе го изгубам кредибилитетот на пророк, наместо да се радува што толку луѓе се обратиле. И Бог сега дава лекција. 6 стих. А Господ Бог определи една тиква да се издигне над Јона и да му направи сенка на неговата глава, та да го избави од неговата неволја. Јона и се зарадува многу на тиквата. Јона и се зарадува многу на тиквата. Каква милост! На наједноставен начин, тиква, или во некои преводи бршлен, пишува, ноќе израсна така бргу за да му прави сенка, а тој во текот на денот се радува бескрајно, се радува, очекува долу што? Оган, очекува пропаст на тој народ. Читам 8 стих. Кога огреа сонцето, Бог определи врел источен ветер и сонцето ја жештуваше Јонината глава, та сосема се истошти. Посака со сета своја душа да умре и рече: подобро ми е да умрам отколку да живеам. Дали ова ви личи на обратен човек? Читајќи. Јас ќе ви кажам дека Јона се обратил, иако не го пишува. Ако Јона не се обратил, драги браќи, од каде ја влечам поентата, затоа Јона дека е обратен. Ако Јона не се обратил, не би можел ова толку искрено да го напише, затоа што он е текстописец на овој текст, на книгата за Јона. Не можел ова толку искрено да го напише. Ајде, дајте си на вас самите една задача, драги браќи и сестри. И напишете, како и Јона, 4 поглавја за вашата биографија. Што би напишали? Што би напишали? Она што е најбитно во вашиот живот, тоа ќе го напишете. Па најдобрите работи ќе ги напишете. Би се опишале себе си како? Во идеална слика. Ретко кој би решил, како што кажа сестра Маре, да се опише онака искрено со сите своји мани и недостатоци. Па сите да го видат тоа и да го слушнат. И да се учат на неговите погрешки кои ќе ги прават. Јона оди толку далеко со искреноста што ја опишува својата побуна, своето неразбирање на Божјата милост и своите мани и недостатоци. И тој за ова да го напише сигурно што бил обратен и поразличен човек. Човек кој веќе ја разбирал суштината на милоста. 9 стих. Бог го прашува Јона и Бог го праша Јона:
се лутиш ли со право заради тиквата? Тој одговори, со право сум лут дури до смрт. Пишува. Гледате ли што работи во 10 стих после? Господ му рече, тебе ти е жал за тиквата, околу која не се трудеше, ниту направи да израсне. Туку во една ноќ никна и во една ноќ се исуши. А ова сега е суштината за која проповедав ова утро, драги браќи и сестри. 11 стих. И мене да не ми е жал за Ниневија, голем град во кого има повеќе од 120.000 луѓе, кои не знаат да ја разликуваат десната рака од левата и покрај тоа и многу животни, вели Господ. Еден пријател ми кажуваше како било кога го посетил логорот Аушвиц. Кога ги видел сите оние простории полни, една просторија со коса од жени, една просторија со ортопедски помагала, полна хала. И нешто интересно слушнав од оној водич, кој што не водеше и ни објаснуваше некој работ, да знаеме подетално, кој беше заедно со нас, и тој водач вака кажа: она што најтешко им било на управителите на Аушвиц е тоа да го убијат во новите стражари, чувството на сомилост. Дали ме разбирате? Кога ќе ги доведат до тоа ниво, стражарите, да во срцето на чуварите го убијат чувството на сомилост, тогаш е спремен за должност. Стражарот. Јона не дека имал милост, Јона бил пророк без сомилост, драги браќи и сестри. Христијанинот кој нема сомилост спрема своите браќа во црквата, за жал морам да констатирам, не е верник. Не знам го кажувам ова јас со половична уста. Простете им, ама не е верник. Христијанинот кој нема сомилост према другите луѓе не го познава Божиот карактер. Бог му рекол на Јона: тебе за тиквата ти е жал, а мене да не ми е жал за 120 луѓе кои што не знаат што е лево, а што е десно. Јона ја немал таа особина на сомилост. Тој бил со тврдо срце. Он не би заплакал ако огнот и паднел на Ниневија. Би уживал. А Бог кажува: јас сум милостив. Драги браќи и сестри, како гледаме на животот? Како гледаме на тековите на вредностите? Но едно прашање кое посебно сакам да го поставам на себе и на вас. Имате ли сомилост? Имате ли правда, драги браќи и сестри? Имаме ли? Но оваа црква правдата и нанела многу штета, драги браќи и сестри. Што луѓето оделе на некое место и си терале некоја своја правда, а не Божја правда или она што рекол Бог. Голема штета е направена и се прави се уште на оваа црква. Си тераме по свое. Не го слушаме, односно не е изострена доволно нашата совест односно свест да го чуеме Божјиот глас. Што треба да правиме? Си зимаме Божјата работа во своји раце и одиме, не баре че го обратиме цел град. Елен Вајт кажува: кога би биле само малку пољубезни и почувствителни, го знаете тој текст понатаму, таму каде што има еден, би имало 100 обратени. Јас знам дека пророкот се обратил. Ја разбрал Божјата милост. Инаку не би пишувал вака искрено. Пророкот се издигнал над својата приказна и постанал друг, поразличен човек. Од ова наше патување денес, драги браќи и сестри, во историјата денес, најдете некоја поука за себе, драги браќи и сестри. Јас најдов за мене. Амин.